Денеска екипата на Make Over Hour од ПТФМ радио по повод великденските празници се наоѓа во домот на Вања Лазарова, доаѓена македонската фолклорна музика и една од легендите. Вања, како сте најпрво? Ете, добро, према приликите како што се владеем, прежавата како што не води, се е фином. Фамилијата ми е Драга Праван, си имам два внука, Дамјан внук и Вања Теа внукишка. Важите за легенда на македонската изворна музика, токму оваа емисија е и посветена на нашата стара македонска изворна фолклорна музика. Ја почувствувате ли вие сами потребата на млади години да интерпретирате таа музика или едноставно тоа беше одлука на некој друг? Не, да, и одлука беше на некој друг, уште Шпата, ако го знаете, не диригентот, него татко му на Шпата, и Илија Луј од учителска школа. Тој ни беше воспитач, а истовремено и музика ни предаваше. Така да тоа уст, имаме пеење во класот и се истакнува некој и така ги бирај. Имаше и други мои колешки од учителска школа што пееам, ама тие беа во провинција и нема таква привилегија за да се истакнат како јас што се наоѓам во град Скопје, во Република Македонија, во главниот град. Кога ќе се вратите назад низ годините, сеќавајќи се на времињата кога вие бевте во екот на вашата популарност, кога представувавте македонската култура на секаде, не само во Македонија и пошироко. А што мислите дека денеска недостасува за македонската изворна музика повторно да го најде својот пат на светската музичка сцена? Јас би била пресретна ако тоа се направи, да се врати нашата изворна народна песна, староградска песна и Чалгиджиите. Това би било не само јас, и вие и сите што ја сакат Македонија и македонскиот народ, што нашите предци направили такви песни, што не може, например, кога бев во Лондон, етномузиколог сакаше да ја мелографира Девојче бело црвено, разбираш. И она, се извинувам, и она почна да ја мелографира песната и ќе застана. Ајде назад, до крајот дека овие трилери на песната Девојче белеше специфични и не може секој да ги испее, може би јас и моите сонародници од Страстин што се жени, ама тоа е више готово, нели, со животот. Не може да се вратат тие време. Да. Јас кога би можела да се вратим тие времења, да се врати и фолклорот, па све ќе се врати потом, ќе се потегли се и животот и политиката. Мислите дека ќе дојде седна на подобро ниво? Како рековте? Дали сте ќе дојде на подобро ниво? Абе, посредно. Посредно, да. Една од вашите легендарни изведби, "Со маки сум се родила", песна која што во последниве неколку години станува доста популарна кај младите генерации, токму онаа ваша изведба која што е снимена и постирана на интернет на каналот YouTube. Какво е вашето чувство што денес младите се поистоветуваат со вашето дело и почнуваат да интерпретираат таа песна онака како што вие сте ја испеале во тоа време? Види, јас се гордеам прво на нашиот народ што не испеам, а јас понова сум ја испеала на мој специфичен начин, мислам, сум несла многу чувство и многу раскос во таа песна. Спомнавме дека ова само се зборив ја малку секунда. Денеска е токму наголемиот христијански празник Великден. Како се подготвувавте вие за Великден? Дали вашата трпеза секоја година е традиционална? Се фарбаат само црвени јајца или се отстапува помалку од традицијата? Сигурно ги интересира нашите слушатели. Сигурно и па и мојата фамилија знаани
фарбаше јајца за дечињата се редува на јајцата, па Бога ми и јас со нив заедно. Може ли некој од вашите внуци да го продолжи патот по кој што вие одевте, го последуваат ли талентот на пењето? Да, има и тоа. Мојата внука, Теа Вања, она има смисла за пеење, али мислам гласот е исти специфично, разбираш, дури ако е мала, таа со чувство ги пее песните, уште од сега. Јас не памтам да сум усетила дека јас со чувство ги пеам песните. Мене ми обрна внимание Шпато. Стариот Шпато не е диригент на забавното беше, него татко му. И кога ме натера да пеам нешто, нели, изворно, и јас кога ја пеев, да не сториш мајко, историјата се расплака. И вика, сине и ќерко, не знам како да те наречам, овакво пеење и оваква боја на гласот, не сум вика слушна, да се жива и драва и да продолжите да пеете. Може да имаме следната Вања Теа Лазарова овој пат. Да. Со едно име плюс. Да. Пред известно време имавте концерт во Охрид. Да. Еден концерт за паметење, нешто што одамна го немаше на македонската музичка сцена. Дали може во догладно време да очекуваме повторно некој концерт од вас, каде што оние љубители на македонскиот фолклор ќе уживаат во вистинската музика? Сине, да бидам искрена, уште се чувствувам дека можам да дадам се од себе за народната песна. Исклучува дали е изворна, дали е чергеджишка или старогрска песна. Значи може ли да имаме концерт од Вања Лазарова уште? Дај Боже. Еве ќе ги повикаме продуценти и менаџери да се изорганизираат. Дај Боже. Би сакале да ве замолиме, ако не можете секако, барем еден стих да ни отпеете од некоја ваша македонска стара, ваша омилена песна, некоја која што ви е длабоко врежана во срцето. Абе да ви кажам, имам неколку, па како да најпопуларно е со мајка сум се родила. Ама и други има. Па да Што да правам, што да чинам. Да. Сега ја слушав групата како ја пееше што да правам и се восхитувам, затоа што во два гласа пее и убаво испее. Ала веро само не видов чија група беше тоа. Дали Беревска, не разбар чија група. Ке може ексклузивно за нашите слушатели барем малку да ни запеете? Од која? Еве што да правам, што да чинам. Што да правам, што да чинам, кога е лоша мајка ми, не ми да заљубам одличните ергени, не ми дава да заљубам, што ми сака срцево. Сега не е јасно зашто важите за легенда. Дефинитивно ова е изведба која што вреди да се спомне за запамети. Спомнавме дека наскоро може повторно очекуваме концерт, да се вратиме малку на вашиот живот. На сите оние награди кои што ги имате освоено. Дали ви се драги и едноставно дали мислите дека наградите го обликуваат еден изведувач како уметник? И едното и другото. И едното и другото. Види, јас се радувам затоа што е тоа наше македонско, затоа што мојот народ ја создал песната, а јас ја имам таа прилика да ја испеам онака како што ја чувствувам. Ви сметаат ли во последно време се поголемите, особено на интернет, се појавуваат тие сајбер војни помеѓу македонскиот и бугарскиот народ за поседувањето на песните, чија песна на кого е?
Видим, мислам дека песните се повише од кај нас. Они можат да не употребам некој збор, да речем дека крадат или ова, или не имитират, или нешто такво нешто. Па ние сме тука граница, можеме да видиме исти, затоа што и православни, а плюс имаме скоро исти јазик. Значи, сепак важи она старата народна поговорка, низ Босна немој да играш, низ Србија немој да пееш, а во Македонија? Ни да пееш, ни да играш. Дефинитивно вие сте доказ за тоа. Ви благодарам што одвоивте време, што бевте дел од, што можете да ни возможите да бидеме дел од вашиот дом, да осетиме оваа пријатна атмосфера и секако нашите слушатели да дознаат нешто повеќе за легендата на македонската изворна музика Вања Лазарова. На крај само ќе ви посакам стрекни велиградски празници, па и да ве гледаме повторно на некој концерт и да уживаме во вашата изvedба. И јас се ви честитам ове велиградски празници, а плюс и ви благодарам што се сетиле да дојдете да направите едно мало интервју. Одлично.